се претпоставува согласно физибилити студијата изработена за гасификацијата на градот, дека овој сектор, јавниот сектор, државниот и општинскиот, заедно со бизнис секторот, односно индустријата и стопанството, ќе бидат првите корисници на гасоводот кој ќе се гради. Како ќе оди изградбата на дистрибутивната мрежа низ градот, имат тие можности најнаш да бидат приклучувани, со оглед на тоа системот на градење е таков да секоја фаза, секој метар, така речи, изграден, ќе биде пуштен во корист. Останатите субјекти на гасификацијата на гасот, на природниот газ, што би одел низ мрежата, ќе се приклучуваат понатаму, секој како ќе има можност. Овој сектор е интересен и за тоа што општината е надлежна за да обезбеди услови за снабдување со природен газ. Значи, општината во следниот период ќе мора да изнајдува начини и можности за промена на енергенсот, односно сега најголеми корисници од овој сектор се со лесно масло, односно со нафта, која што не е поволно за и финансиски и од аспект на животната средина. Значи, замената со газ ќе допринеси прво за помали трошоци, негде за преку 50% помали трошоци во врска со снабдувањето со нафта. Значи, гасот е, покрај тоа, нафтата загадува животната средина, така да се постигнуваат поголем број на ефекти во врска со искористувањето на природниот газ за топлификација на објектите и на сите други, значи, субјекти и на домаќинството, се разбира, и на нашите. Гасификацијата е еден од најважните проекти кои што треба да донесат благодети во образованието, во образовните институции, гледано и од комерцијален, гледано и од еколошки аспект. Затоа што во овој период, речиси, сите училишта се со застарени системи за загревање, кои што трошат големо количество на нафта, а и еколошкиот аспект не е на она ниво на кое што е потребно. Затоа, во најскоро време, спрема она што слушаме од одговорните за овој проект, дека во наредните 2 години ќе дојде до поврзување на поголемите јавни институции, се надеваме дека меѓу првите ќе бидат и училиштата. Посебно јас како директор на гимназијата сме заинтересирани што побрзо да се приклучиме кон таа гасоводна мрежа и да имаме благодет, реков, и на економски и на еколошки план. Во главном бенефитот бил во 2 точки, ако може така да се речи. Првата точка е еколошки, бидејќи сега за затоплувањето на болницата користиме мазут, кој знаете дека при согорувањето ослободува повеќе штетни материи кои одат во атмосферата. Тоа е едната страна на медаљата, а другата страна е дека гасот е поевтин од мазутот и со тоа и болницата значителни средства ќе заштеди со примената на гасот во затоплувањето на болницата. Ние, ова е прва средба, немаме некој направено пресметки во однос на тоа колку би била заштедата, меѓутоа може да се направи соодветна пресметка за воидниот период према количините на мазут кои ги трошиме на годишно ниво и према енергетската ефикасност на гасот, може да се направи прерачуници колку на годишно ниво би била потрошувачката на литри, ако може така да се речи, или метри кубни на газ, за да се спореди точно колку би била заштедата во однос на потрошувачката за затоплување на болницата.